Добар ден и Божи благослов, браќа и сестри. Ете се радувам што и денеска можеме да бидеме заедно соберени во името на Господа Исуса Христа. Живко го прашав што да проповедам и тој ми каже Солуњаните 4 глава. И така ја читав доста пати, размислував, иако две теми таму екзистираат, малко е можеби подолга, многу интерес на времето, нема да ја читам, така да кој сака, еве, ние имаме брат Доне, кој што вели за домашно, прочитајте си ја 4 глава и ќе видите за што зборува. Ако немате Библии, кој од вас си носи собствена Библија од дома? Апликација, телефон. Остави тоа. Некои други времиња. Утре може батеријата да ви снема струја, а за ово не треба струја. Јас сум поборник на она старото, веројатно, може би ќе кажам, годините си го прават своето, ама јас и млад си бев таков си бев, така да не ми прават многу разлика годините. Павле зборува на Македонската црква неколку важни теми, но пред се, замислите, таа Македонска црква во Солун била загрижена за нешто што некој им кажал и тие биле вознемирени. Вознемирени биле дека наводно се случило воскресението, црквата е земена, тие што се останаа тука се останаа и готово завршено. Но тој сака да ги подучи и не знам, ете до 3 глава што се зборувале. И сега Павле во 4 глава, замислите како почнува. Најпосле браќа. Ете, ова се зборови кои што ние проповедни сте. Имаме еден проблем. Кога ќе почнеме да зборуваме, никогаш не знаете кој ќе е крајот. Така јас како млад христијанин имаше еден постар пастир и таман мислиш, веќе 40-45 минути говоре, и таман мислиш и за крај, и уште ова, и за крај уште 20 минути. И таман мислиш, а и за крај уште 5-10 минути. И кој ќе кажеш амин, едноставно некако ми олекнуваше. Така да и денеска, еден проповедник отшол 3 месеци на мисиско патување, без да знае што се случило во неговата црква за тие 3 месеци. И кога се вратил, што да види? Црквата реновирана, направено се тип-топ, свети. И тој почнува да проповеда. И луѓето, знаете, имале трпение, и веќе саат време зборувал, и во 12, кога почнале да се слушат камбаните во градот, бам, бам, од сите страни, и одеднаш, под нозите на пастирот, се отворил подот, и пастирот бил повлечен доле. И црквата викала, слава на Бога, функционира перфектно. Едноставно тој не знаел кога да престане, и затоа му измисли да го снема пастирот, и црквата е завршена. И јас се надевам дека денеска нема да имате таква желба, најпосле, конечно, за крај. Ете, браќа и сестри, тука Павле им дава упатство, или како што тој вели, наредби, како тие да живеат угодно на Бога. Тој не ги напаѓа воопшто. Употребува најпосле браќа. Видите, има еден проблем, кога ние тој збор браќа го употребуваме, обично што размислуваме? Кои се наши браќа? Ајде, кои се наши браќа и сестри? Македонците на породот. Обично мислиме на тие кои се телесно. Но овој збор тука кој што е употребен, тој грчки збор аделфос, значи браќа кои се родени од една утрова. Родени во Исуса Христа, родени од Духот. Ако некој не се наново роди, ако во некој не пребива Духот Свети, тој не може да биде Христос. Солуњаните ги следеле сите упатства, наредби, команди, буквално Павле тука употребува сите наредби кои што ви ги дадов. Како војнички речник употребува. И тоа за нив бил комплимент, не било напаѓање, затоа што на вистина солуњаните биле принципијални. Ниту една од овие команди
или нито една од овие наредби не била опција може вака, може така. Не, точно се знае. Што треба да се направи? Да се следи во послушност. Тоа било возвишено и важно. Тоа треба да биде на крај крајва цел на секој верник, да го следиме Христа. Тука има неколку важни теми, на некој ќе обратиме повеќе внимание, на некој помалку. И првото нешто за што тука зборува од 3 до 8 стих е зборува за светоста. После од 11 и 12 стих, од 9 и 10 да се љубиме еден со друг и да бидеме искрени и честни спрема на дворешните. Павле во секој сегмент ја советува црквата. Но ајде да одиме поред. Бидете свети. Колку е тој возвишен повик? Бидете свети како што е свет вашиот татко небесен. Тоа изгледа за нас како смртни луѓе една невозможна мисија. Тоа за нас изгледа несфатливо, недопирливо, неостварливо едноставно. Зошто? Затоа што ние сме повеќе загрижени за положбата, за просторот, за дарбата, за повикот, а Бог е загрижен за тоа кои сме ние во Него. Ние сме повеќе загрижени за некои надворешни работи, отколку што Бог е загрижен за нашата внатрешна трансформација. Многу се зборува за светоста во Светото писмо, но некако, можеби, најмалку се зборува во црквата. Светост без која никој нема да го види Бог. Замислите кои се тие силни зборови. Научи ме да ја исполнувам твојата волја. Псалмот 140:10. Во Матеј 12:50 каже: зашто кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата, тој ми е и брат, и сестра, и мајка. Како Христови служители, кои од сета душа ја извршуваат Божјата волја, ќе каже во Ефесијаните 6:6, а во Евреите 10:36, вам ви е потребно трпение за да ја исполните Божјата волја. А Божјата волја за нас е да бидеме свети. Свет, 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 Бог си ти. Наистина, браќа и сестри, тој збор, свети, еврејскиот збор кадош, старогрчкиот збор агиос, едноставно во Светото писмо е употребен 830 пати во различни варијанти, за различни работи. Замислете, скоро 1000 пати е употребен тој збор. И тоа нешто зборува само по себе. Што значи нешто да биде свето? Тоа, всушност, дефиницијата за него дека е издвоено ставено е по страна за одредена цел. Јас и ти сме издвоени. Ставени сме по страна за одредена цел. А која е таа цел? Одете, направете ги сите луѓе да станат што? Членови на црквата или да бидат ученици. Член на црква може да биде секој, но не секој може да биде ученик на Исус Христос. Ученикот е нешто друго. Ете, браќи и сестри, светоста почнува со нашата преобразба, со таа метаноја. Продолжува со нашиот христијански живот. А ќе биде, знаете кога завршиле, кога ќе дипломираме? Кога Господ Исус Христос ќе дојде повторно. Едноставно, од тој момент ќе биде ставен, иако ние го веќе носиме печатот на нашето посветување, залогот на нашето спасение е Духот Свети. Павле опишува како таа светост изгледа во тој стар антички свет. Тој вели да се воздржувате од блудство. И помалку ни повеќе, веројатно, како изгледал тој стар антички свет, грчкиот филозоф Демостен го вели следното: да не изгуби нешто од убавината на тоа што тој го напишал, јас ќе го прочитам. Ние ги чуваме проститутките за нашите задоволства, љубовниците за дневните потреби, а жените за да ни родат деца и верно и заштитнички да ги чуваат нашите домове. Ужасна била ситуацијата во тој стар антички свет. А
што мислите, денес се променил светот? Апсолутно не. Живееме во свет каде да се зборува за тие традиционални норми, стандардни морални норми, значи ти си фанатик, ти си некој религиозен секташ, ти си некој заостанат, ти си некој недоделкан, нема никаква демократија, ти си некој опасен радикал, ти си нетолерантен. Докаде тоа дојде човештвото? А што да прават христијаните тогаш? Во еден таков свет, ние испаѓаме како стварно да сме паднати од небото. Во Ефесијаните 5 глава, 3 стих, апостолот Павле вели: а блудство и секаква нечистотија или лакомост да не се спомнуваат меѓу вас како што им прилега на светите. Знаете, Павле на коринтијаните ги укорува за такви работи што се случуваат помеѓу вас, дури и во светот ги нема. Дури ни меѓу неверните не се зборува за такви глупости. Едно страшно време. Што всушност значи тоа? Тој збор блудство, употребено оригинално како што тука, значи порниеа, порнографија, како сакате. И тој збор во себе содржи еден сублимат на повеќе значења. Тука се покриени гревовите на умот, на телото, на очите, на ушите, на устните, едноставно целокупното наше битие. Ова е заповед од Бога со апсолутна забрана. Зашто тоа било нешто страшно. И затоа, на некој начин, Павле вели најпосле, браќа, најпосле, за крај, конечно, Солон во тоа време, како што и денеска, било големо пристаниште. Многу бродови доаѓале, заминувале, некои останувале подолго време, така да секогаш сотоната се обидувало како и во Корин. Имало храмови со храмска проституција. Едноставно, Павле ги советува верните, внимавајте, внимавајте. Не може едноставно да живеете како што сте биле порано во незнаење. Сега, вашите тела, што вели, се храм на Духот Божи, кој живее во вас. Ете, браќи и сестри, испаѓа како Бог да е Бог тој кој што ги уништува задоволството. Апсолутно не. Тој ќе даде се во точното време, на начин како што тоа го пропишува Светото Писмо. Има еден повик кој што е толку убав и свет во Светото Писмо, и за нас верните слушате го тоа. Во прва книга Летописи, 16 глава, 29 стих. Дајте му ја на Господа славата, на неговото име. Носете приноси и доаѓајте пред неговото лице. Поклонете му се на Господа во блесокот на неговата светост. Тоа е повик. Тоа е она кон што Павле ги повикува верните. За нас христијаните, во неговото време, кој што живееме денеска, ако ние не ја зборуваме вистината тука во црквата, па каде ќе можат луѓето да ја слушнат вистината? Сатаната не сака вистината да биде изнесена на виделина. Како да се спротиставиме на таа неморалност? Едноставно, во 4 стих, наш е избор. Можеме да се поучиме да ги контролираме нашите тела. Бидејќи ако дозволиме да бидеме водени од страстите, тоа ќе не уништи. Немој да се ставаш во позиција каде можеш да ја изгубиш контролата. Внимавај што гледаш, што слушаш, што читаш, по што вртиш. Денеска, ако порано едноставно беше можеби многу ретко, денеска сите се во потенцијална опасност. И немојте да мислите, а тоа на мене нема шанса да ми се случи. Никогаш не биде никогаш. Давид беше човек по Божјо срце и гледаме какви лоши работи направи.
најголемата измама која што сатаната денеска ја нуди е, ако му се поклониш, тој ќе ги задоволи сите твои потреби. Тој ќе те направи среќен, као тој ќе те благослови. А за нас христијаните важи понатаму принципот. И така, кој е во Исуса Христа, тој е ново создание, старото помина. Бог во моментот кога не повикал, кога сме се наново родиле, нашата стара природа е избришена. Ти си ново создание. Едноставно, и тоа може, тој нов почеток само Бог да ти го даде. Сега ти си спасен, ти си измирен, оправдан, опростен, обновен, ти си ново создание. Син и ќерка Божи. Родени не од тело и крв, туку родени во Бога, на новородени во Божјата фамилија. Тоа е она што денеска треба јасно да сватиме. Ако некој не се наново роди, никогаш нема да влезе во Царство Божјо. Ќе ми простите, ама денеска, прочитаме на Фејсбук, некој постира, починал тој и тој, знаете што ќе прочитате? 500 Царство Божје, Царство Божје, Царство Божје, Царство Божје, Царство Божје. Како да е Царство Божје на Бит пазар? Или на Кванташки. На Кванташки сум бил илјадници пати, додека не отидов да студирам. Продавал со мојот камион Мерцедес таму разни роби. И можеш да се ценкаш. Царството Божјо е многу повозвишено. Ние можеме да имаме најдобри желби и намери, но на никому не можеме да му дадеме Царство Божјо. Секој треба сам, не да го заработи. Ние не можеме Царство Божјо. Ние сме по благодат спасени. Кога ќе станеш ново создание во Исуса Христа, кога ќе станеш син и ќерка, тогаш си и наследник. Наследник на тој дом за кој што Исус вели: "Одам да ви приготвам дом на небото, и кога ќе приготвам, ќе дојдам да ве земам да бидете и вие таму каде што сум и јас." Да не ги измамуваме браќата, ќе каже во 6 стих. Замислите колку жално би било кога ние често пати знаеме зад кулисно. Ништо посилно не зборува од шепотот. Оној момент кога нешто шепотиш, знај дека тоа најсилно може да одекне еден ден и да донесе до најголеми последици. Тука веќе што не кеш некој друг да слушне нешто што не е за јавност. Од 6 до 8 стих нам ни се дадени причини зошто треба да се пазиме од таа неморалност. Павле и пишува тука на црквата, браќа и сестри. Се разбереме, пишува на црквата. Не пишува на оние неверните, на оние надворешните. Пишува на црквата. И како што е вистина запишено во Римјаните 8.1, и така нема повеќе осудување за оние кои се во Христа Исуса. Исто така стои запишено и во Галатјаните 6 глава 7 стих. Принципот важи и понатаму. Тоа што човекот ќе си го посее, нема комшијата да го жнее. Ти ќе си го жнееш. Или ние имаме една наша народна тука, македонска, тоа што човекот ќе си го надроби, што прави? Тоа ќе си го стрка. Никој нема да ти биде виновен за ситуацијата, бидејќи тоа што сам можеш да се направиш, никој друг не може да ти направи. Може би мислиш, јас ништо лошо не правам, не се залажувај. Не се залажувај. Бог секогаш презема акција и никој не може да го избегне болниот резултат. И ова се страшни стихови. Слушнете што вели 8 стих. Господ, 6 стих. Господ е одмаздувач, како што ви рековме и сведочиме порано. Тоа се многу тешки зборови. Бог ја почитува твојата и мојата воља. Но последиците ќе си ги жнееме. Ние треба да живееме со цел во светот. Секој треба да ја искуси Божјата моќ. Може би не ни се допаѓа тоа што го слушаме. Може би не се согласуваме со тоа што го слушате. Но видите, браќа и сестри,
Јас тоа не го кажам затоа што тоа мене ми се допаѓа. И мене можеби не ми се допаѓа. И не е црквата крива за тоа. Човекот има проблем со Бог кој не се согласува со тоа. Бог е одмаздувач. Тоа што човекот ќе си го посее, тоа ќе си го пожнее. Затоа кога го читаме Светото Писмо треба да го гледаме во една целина. Како? Значи, како да се заштитиме од таа едноставно од тој голем проблем на неморалноста. Во Галатјаните 5:16 вели вака: одете по духот и нема да ги исполнувате желбите на телото. Светиот Дух е тој кој што дава плодови, а еден од плодовите на Светиот Дух е самоконтрола, воздржливост. Што мислите? Јосиф можеше да ужива. Неговата господарка го посакуваше. На крај крајва. Домакинот, нејзиниот сопруг беше излезен по цел ден. Па кој ќе то знаеше? Но што каже Јосиф? Избега. Како јас ќе согрешам пред очите Господови? Зошто Јосиф тоа го направи? Затоа што во него живееше Духот Божи. Претрпе штета, но не сакаше пред Бога да погреши. Да се љубиме еден со друг. Тоа не е опција. Ако сакам, ако не. Ако ние не се научиме тука, на оваа земја, како да се почитуваме, како да се љубиме, како да се сакаме, што ќе правиме горе во небото? Ако мислите дека некој овци ќе стриже горе, излажал се. Ние сме овци сега, на стадото Христово, но таму нема да видиме овци. Таму ќе видиме изберен народ, свет народ, царско свештенство, луѓе кои се платени со крвта на Синот Божи. Павле отворено сега навлегува во дел и буквално им аплаудира и вели: вие, ако го читате, речем, станавте пример во цела Македонија за вашето заедништво, за љубовта, претрпевте прогонства, маки, неволи, страдања, отфрлања. И станавте пример не само за браќата во Македонија и црквите во Македонија, туку вели и црквите во Ахаја. Павле, кога зборува и географски, и етнички, он многу добро знае што зборува. Денеска некој мисли дека Павле сгрешил. Не сгрешил, браќа и сестри. Тој добро знае. Тој вели, тоа што вие живеете така примерно, станавте пример и вели цела Македонија. Јас тоа го подбркав. Станавте за пример. Вашиот раст во Господа даде невидими резултати. Луѓето видоа во што резултираше тоа, што живееа во хармонија. Иако, ако читате во Коринтијаните 8 глава, првиот стих, прво Коринтијаните, таму кога се собира хуманитарна помош, тие милостивни дарови за кои што еве тука и Нери се молеше и знам за вашата служба која што имате, помагате колку што можете. И секоја една црква од нас се трудиме. Вели, иако македонците беа сиромашки, дадоа најмногу што можеа. Вашата љубов едноставно ве натера да жртвувате и да му верувате на Бог. На крај крајва Павле ќе каже, па и должни сте им, затоа што вие го добивте спасението преку нив. И тоа ги натерало уште повеќе да напредуваат. Уште повеќе да одат. Не една милија, ако треба 2 мили да одат. Понатаму Павле ги советува, бидете искрени и честни спрема надворешните. Немојте никогаш да мислите дека луѓето не ве посматраат. Јас цела година бев христијанин и тако ми се закануваше со се и сешто. И дека ќе ме отцини, ќе ме отфрли, и врата скрши, и Библија сакаше да фрли, ама немаше храброст до толку. Ама ми каже дека ќе те отцинам веќе, ќе те правам поп. Човеко не знаејќи пророкувал, ја. Малку му бев, јас па и внук му стана поп, не знам. Ете, браќа и сестри. Во таа моја младалачка лудост или предаденост, како сакате наречете ја, или храброст, викат меѓу храброста
и лудоста, веројатно линијата е тенка, јас бех таму изгледа на границата, му кажав, ако Господ се грижи за цел свет, се грижи и за еден Тони. Немаше што да прави. Но после една година, кога бев обвинен, дека наводно сум го пцуел мојот чичко, односно мојата баба, мојот татко прв пат призна нешто. И тоа јавно и гласно со солзи во очите. Од кога Тони поверува, јас не сум го слушнал да тој употребува такви зборови. Тоа беше потврда. Луѓето не посматраат. Луѓето не гледаат. Знаете, кога еден човек го прашале, станал христијанин, еден друг верник го прашува, а вика, кое евангелие кога го читаше, вика се обрати. Вели, аз кога го читав евангелието на месарот Колјо. Тој месар бил толку принципиелен христијанин, а Били Грејм ќе каже, луѓето можеби нема да ја читат Библијата, но ќе го читат евангелието во чеблите. Тоа сме јас и ти. Какво евангелие ние носиме? Знаете, некој кој што сакал да сведочи, има такви луѓе, кои што едноставно имат желба да сведочат. Но оние околу него, знаете што му кажале? Твоите постапки толку многу сведочат, што твоите зборови не ги слушаме. Можеме да видиме и обратно. Затоа внимавај. Према надворешните треба да се однесуваме достојно. Нашиот живот мора да покаже промена. Еден мој братуче, 84-та година, кога се обрати, значи, јас пораснав со него. Тој беше буквално способен, што се вели од раците на мајката, детето да го украде и ти да не усетиш. И сега прашањето дали тоа е дар да крадеш или ѓавол те навел, нели? Не знаеме дека тоа е греф. Не кради. Кога тој стана христијанин, првото нешто што го направи, на сите комшии, бидејќи ние во тоа време садахме краставици, сиромаштија до шија што викат, и тој, и нашите фамилии, и таму цела маала, тој од сите комшии имаше крадено железа за да се стави најлонче и да се садат краставици. Првото нешто што го направи, си натовари на коњската кола се, еден куп железа и на сите комшии. Јас станав христијанин и сакам да ви ги вратам железата, која ви ги украдев пред години. Железо е железо, не можеш да кажеш дека е това моето железо. Може би човек си го купил, но тој призна и сите беа зачудени. Леле, Панче ли ги врати железата кој пред години ги снема. Мораме нашите животи да покажат јасна слика. И сега после тие наредби, живејте достојно, бидете свети и према внатрешни и према надворешни и во црквата. Имајте, живејте во хармонија. Одеднаш Павле преминува на една многу важна тема. Од 13 до 18 стих имаме тема која што е така од животна важност. Што се оние кои што умреле, кои преминале? Каде е надежта кога смртта чука на вратата? На што можеме да се потпреме? Па тие стихи од 13 до 18 стих ќе одговорат на некои недоразбирања, на некои нејаснотии, на некои шеми кои што некој ги воспоставил, на некои изјави кои се дадени. Например, јас слободно никогаш не сум криел и зборувам дека тоа што Јеховините сведоци тврдат дека Исус Христос дошол 1914 и застанал некаде на средината таму, во облаците, а не се симнал и не сме го виделе, не го виделе таа генерација во која што било, мене не ми е јасно како може некој човек такво нешто да верува. Што е Исус Христос криминалец, па тргнал, па се предомислил, па застанал и сега стои таму. Тоа не е вистина, браќа и сестри. И тоа ќе ви кажам, и ќе ви докажам, и ќе ви покажам на темелот на Светото Писмо. Темата за Христовото доаѓање е многу важна. Раната црква уште на самиот почеток верувале дека, Исус вели, доаѓам наскоро. Бог во Амос 4:12 вели, пророкот Амос вели, припреми се Израеле да се сретнеш со твојот Бог. Знаете, често пати ние во тој жар, еден млад проповедник зборувал за темата доаѓањето на Исуса Христа.
И напред седеле 3 постари сестри, се реки што тука е празно. И тој едноставно му била спремна проповедта. Исус вели: "Доаѓам наскоро." А продолжетокот на стихот го заборга. И застанува малку и пак вика: "Исус вели: Доаѓам наскоро." И а и ова е така. И некако се подпре малку, ама се задржал. И трет пат, кога извикал: "Доаѓам наскоро", се подпрел и со се говорница буквално паднал во скутовите на тие 3 стари сестри. И почнал да се извинува, нормално: "Сестри, извинете, опростите." А они, љубезни сестри, "Не, чедо, ти 3 пати ни кажа да идеш, ние не бееме спремни." Рекол, не смее тоа да ни се случи. Не смееме да бидеме неспремни за доаѓањето на Господа Исуса Христа. Молете се, бдејте. Јас минатата недела зборував на тема уверени, убедени, пресведочени. Знаете што е најжално? Кога читам за 5 мудри и 5 немудри девојки, беа толку близко, а останаа толку далеко. До вратата беа, чука, вика, не ве познавам. Тоа е многу жално. И таа тема за надежта, што се оние драги мили, кои што сите имаме некои мили и драги кои што заминале. Знаете, кога ќе се соочиме со загуба, тогаш размислуваме. Јас ќе се спомнам 2001 година, кога како евангелска црква доживеевме еден, ќе кажам, многу болен и тежок удар. Јас со брат Горан од Кратово студиравме заедно во Осијек, 3 млади луѓе. Ден пред тоа бевме заедно во Грција во Лептукарија, имавме конференција, ми го покажа прстен, вели: "Купив прстен, Гоца ќе ја запросам да ми биде едноставно сопруга. Дали ќе се оможе за мене." Он беше принципиелен, беа дечко и девојка, но за да не патува сам, повикува уште една сестра која што ја водеше црквата во Пробиштик. И патувајќи према Охрид, на патот Тетово, Гостовар, и тројцата загинаа. 26, 24 и 22 години. Тоа беше едно страшно нешто. Страшен удар. И тогаш сите пастори се собравме и дискутиравме. Добро, ние ќе се познаваме ли во небото? Дали јас кога ќе отидам во небото, ќе го видам Горан, Гоки, како што ние си го викавме, и да го гушнем. За мене ќе е лична загуба, јас да одам во небото, нити јас да го препознавам пак на Мирче ако се префрлам, а Мирче да нема препознава мене. И веројатно ќе треба да почнам да пеам, да каже: "Еве, ова ја пее песната што ја пеев со Тони", а да не знае дека јас сум Тони. Замислите. Каква или каде е надежта кога смртта чука на вратата? На што ќе се потпреме во тие моменти? Смртта не е популарна тема. Ако бевме, знаете, меѓу верни и суеверни, само суе, ништо повеќе. Има многу, да чукнем у дрво. И може да си го запееш Главко Стефановски: "Чукни во дрво, чукни 3 пати." Иди па да се штипнеш за ушто и гледајќи ги турските серии, ќе ги научиш и сите можни стари адети кои што нашите баби ги правија, иако ги прават некои до ден денеска, не знаат ни што значи тоа. Смртта е искуство да се соочам со вистината, кој што секој кој што е роден ќе го искуси. Се што е родено ќе умре. Во Евреите 9:27 вели: "Како што на човекот му е определено да умре, а потоа доаѓа суд." За нас верните, тој суд ќе биде чиста формалност. Но за оние кои се неверни, тоа ќе биде еден страшен момент. Светото писмо вели: "Ќе вика: паднете планини врз нас, зашто не можеме да го гледаме лицето на оној кој го прободевме." Вели: "Смртта ќе ја барат, ама и смртта ќе бега од нив." И затоа е толку важно денеска јас и ти да сведочиме, да правиме ученици на Исуса Христа, да можеме да избавуваме колку што е можно, да извлекуваме од тој мрачен свет. И вие кои што некогаш бевте мртви во вашите греови,
Тој ве пренесе од царството на темнината во царството на светлината. Тој е оној кој ги урна преградниот зид и од двата народи направи еден. Ете, само во Исуса Христа, како наш најголем заеднички содржател, не најмал заеднички именител. Заборавате на тоа математички. Ние го немаме најмалиот заеднички именител, туку најголемиот заеднички содржател Исус Христос, и во него ние сме едно. И додека беснееше борбата, и додека ние студиравме во Хрватска, црквата која што беше можеби половина срби, половина хрвати, црквата во Осијак се молеше и за хрватите и за србите. И кога беснееше војната во Босна, за 45 години во таа бивша Југославија, црквата во Мостар од 5-10 човека никако не беше тргнала. И во тој момент, во сред војна, таа станува 200 луѓе. 1/3 хрвати, 1 срби, 1 муслимани. И кога влетува еден тап като на една свадба помеѓу србинка и муслиманка, пазите, војна се води, а тој со стар митралез 12,5 килограми, јас знам што значи тоа, бев во војска, сум го носел, сум го држал, сум пукал. Едноставно вели, сега сите ќе го убијам. Го изрешетува кровот и се заминува. А црквата го слави заедно. Ние во Исуса Христа сме едно. Едно. Смртта за нас христијаните е само премин. Врата преку која ќе преминеме во онаа реалност, во онаа стварност. Каде е надежта кога смртта чука на врата? Знаеме, слушаме, гледаме како овој свет се чувствува кога се соочува со страдањето и болката. Знаете колку е болно. Имав една група од Америка и правехме некои реновирање на црквата во Моноспитово. Качен на скеле 5-6 метра високо. А црквата е, на меѓата ни е гробиштето, православно. Затоа што во моето село дури гробиштата се поделени. Има протестантски и православни. Не сакале дури ни мртвите заедно да бидат. Иако половината браќа им се во протестантски гробишта, половините во православни. Викам, тоа е глупост. Но таква е каква е ситуацијата. Таму имаше една мајка која со сати ја слуша затоа што нејзиниот син се обеси. Јас ќе ви кажам искрено, ќе видам, ја слушав 3 сати. 3 сати таа не престануваше и јас плачев со неа. Викам, кој ќе даде надежда таа мајка? Нејзиното срце е веќе парчосано. Таа не е ни жива едноставно, таа веќе не живи. Секој ден, за бајле и вечер, таа одеше таму и плаче, и плаче, и плаче, и плаче. А јас и тие имаме најголемата надеж. И ако молчиме, ќе видиме виновни еден ден. Ние имаме одговор во Исуса Христа, кој победи смртта. Тоа е надеж. Петар ќе каже, Христос е живата надеж. Зошто? Затоа што само Исус Христос ја победи смртта. Кој верува во мене. Затоа јас велам, денеска ние можеме Царство Божие на секој да му посакаме. Но најубавиот стих во Светото писмо, едноставно, најубавата роза во тој букет е Јован 3:16, за кој што јас како неверен немав појма што значи тоа. На Олимписки игри кога ќе видов како некој вака напишал Џон 3:16, што е тоа таму? Џон 3 поделено со 16, што е тоа, викам? Нема појма. Бог толку го засака во свет. Да. И тоа го потврди и докажа. Што го даде својот син да умре за секој еден од нас. И тука настанува разликата. Да секој што верува, да не загине, но да има живот вечен. И тука настанува разликата. Верата. Без вера не можеме да му бидеме угодни на Бога. Не можеме. Верата е тој клуч. Верата во живиот, воскреснатиот Исус Христос. Нашиот народ, исто ќе се сложам со Павле, е религиозен, побожен, но од силата на Бога се откажа. Сега е за 3 недели, сите ќе сме. Христос воскресе, воистина воскресе, Христос воскресе, воистина воскресе. 3 дена ќе поминат, секој чудо до 3 дена, абе Христос воскресе, кој е дојдел од гоа и ти што занесуваш? Тоа е религија. Тоа е религија. Мојот Бог не е религија. Тој знам од каде ме избави. Да тој не ме избавеше, немаше да бидам сега тука, каде во некој околно казино.
затоа што дури и моето презиме тоа го зборува дека јас требаш да бидам коцкар. Но фала му на Бога што имам друго презиме Шаманов, а Шаман значи свештеник. Предодреден, нели? Сотоната добро го знае тоа, дека Исус Христос е живата надеж и затоа тој сака да ја сокрие вистината. Сака да ја сокрие вистината која што Словото Божјо ни ја открива. Смртта за нас, христијаните, е само премин. И веројатно некои од солунските браќа и сестри им починале некои мили и драги. И Павле вели: браќа, не сакам да жалите за умрените како и незнабожците. Не сакам. Знаете дека при труба, на глас, на труба, најпрво ќе воскреснат мртвите, а потоа и ние живите ќе бидеме грабнати и заедно ќе го пресретнеме Господа Исуса Христа. Она што посебно Павле го вознемирувало бил фактот дека христијаните кои биле во жалост не гледале на некој начин дури и надеж за нивните мили и драги. И тој сака да им каже: немојте. Ние не сме тие кои немаме надеж, ние имаме живата надеж. И затоа тој ги вели: утешувајте се еден со друг. Тоа значи поттикнувајте се, убедувајте се, давај инструкции, поучувај, утешувај. Едноставно, бидете цврсти. Зашто ние знаеме во кого веруваме. Колку само убаво Павле вели: за мене животот е Христос, а смртта е придобивка. Дури вели: јас сакам добро ме да бидам со Христа, но заради вас ќе останам. Тој понатаму ќе каже во Галатјаните 2:20: јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Тој ќе каже: јас знам во кого верувам и сум цврсто убеден и уверен дека тој ќе го сочува до оној славен ден се она што јас сум го поверил. А пред крајот на својот живот, чекајќи да му биде извршена смртната пресуда, тој ќе запише во 2 Тимотеј, математички памтите, 2, 4, 6, 8, 2 Тимотеј, 4 глава, 6 до 8 стих. Јас, како жртва лјаница, се изливам. Добро се борев. Патот го завршив. Верата ја запазив. За тоа Павле го кажува. А сега ме очекува венецот на правдата, кој Господ, праведниот судија, ќе ми го даде не само на мене, туку и на сите кои ќе поверуваат. Тоа е таа цврста увереност. Тоа е таа жива надеж за која што Павле вели: каде е надежта кога смртта чука на вратата? Јас сакам да заминем и да бидам со Христос. Што можеш на таков човек да го направиш? Во една книга, и ја имаше по црквата, не знам туку дали сте ја имале, Гонети за Христа. Мачени за Христа, поточно. Таму се зборува за еден романски пастор, кој што секуритате го фатела и го тепала секој ден. И секој ден му викале: денеска ќе те стреляме. А тој пред сите тие ќе застане и каже: да го направите тоа и да си заминам и да си бидам со мојот Христос. Немате стреляме. И така тоа му го правиле секој ден. Психички го измачувале, го малтретирале. Секуритате замина, Чаушеску беше стрелан, а тој наш брат преживеа. И знаете што прави после тоа? Слушнал дека тој стражар кој што најмногу го тепал, дека е на смртна постела во болница. И оди таму и го посетува, овој кој го видел, што би кажа народски, крвта му се заледила. А нашиот брат клекнал покрај него, почнал да му зборува за Исус Христос, му сведочел, се помолил: Господи, прости му. Јас му опростив. Се молил за него исцеление. И Бог бил милостив, тој човек бил исцелен и му станал брат во Исуса Христа. Не знам дали е починал сега, но му станал покасно и старешина во самата црква. Замислите. Ако не опростиш, нема да ти биде опростено. Кори Тен Бун, кој што со нејзината сестра ќе бидат затворени во концлогор, каде што нејзината помлада сестра ќе умре
истражарот кој што толку многу брутално е тепал, вели таа, зборував на една евангелизација во Германија, после војната. Зборува за опростувањето, за милоста Божја. И вели во еден момент кога дадов повик, еден човек ја испружи раката и само ми кажа, опрости ми. Знаете кој е бил? Тој кој што нејзината сестра ја убил. Вели во тој момент, за тие неколку секунди, сите тие години на брутално мачење, измачување, тепање, се помина. Настана таква тишина. Јас имам борба да му опростам или не. В тој момент ја фатив раката на тој човек и реков, ќе опростувам во името на Исуса Христа. Не можеме теоретски да зборуваме, но што ако дојдат такви ситуации? А ние не знаеме што утрешниот ден ќе донесе. Ако не опростиш, нема да ти биде опростено. И сега кога тука Павле зборува, ние имаме слово. Зашто ово ви го кажам преку словото на Господа, не човечки измислици, не човечка мудрост, имајќи слово, имајќи Божје откровение. Едноставно, во 2 Коринтијаните 5, првата глава, вели вака, ако овој земен шатор се разурне, ние имаме на небото дом изграден, неракотворен, не од човечка рака, туку од живиот Бог. А оно што Бог го гради трае за цела вечност. Вечност и вечност. Браќа и сестри. И сега кога размислуваме за умрените или за оние кои што умреле, тоа се 14 и 15 стих. Можете да ги прочитате, вели. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исуса, Бог ќе ги приведе со него. Зашто ова ви го кажуваме преку словото на Господа, дека ние кои живееме и остануваме до Господовото доаѓање, нема да отидеме пред оние кои умреле. Умрените и оние кои умреле. Тој подлабока тема е, но јас ќе се обидам во 2-3 минути, колку можам само да го згмечам некако и да го представам. Не е душата таа која што умира. Телото наше е тоа кој што умира. Кога зборуваме за таа природна смрт, Јаков ја дава дефиницијата за смртта. Вели, како што е телото без дух мртва. Од друга страна, во книгата на Проповедникот, 12 глава, 7 стих, ни се вели, и се врати правот во земјата, од каде и што дојде, а духот се враќа при Бога кој го даде. Нашата душа не спие, како што некои проповедат култови секти и не знам, нас не прават култови секти, но јас ќе кажам, душата е бесмртна затоа што таа ни е дадена од Бог. А Бог е бесмртен. И сега, тој чин на воскресение, ние имаме тука една сестра Анастасија, која би ти дале старо македонско име било Воскресенка. Баба Воскресенка. Но Анастасија е составена од тие два збора кои што го дават токму значењето на тоа. Хистеми, кој значи станува, стои, се исправа, и ана, што значи во висина, горе. Нашата душа не спие како што мисли. Би било глупо да Павле вика сакам да умрам. И сега он веќе 2000 години ништо. Не вика сакам да умрам и да бидам со Христа. Што му кажа Христос на разбойникот на крстот? Ти велам, уште денес ќе бидеш со мене во рајот. Сега, овој час, уште денеска. Христијанството има живата надеж, браќа и сестри. Нема ние што да жалиме едноставно. Жално е ако некој замине без Исус Христос. Ама оној кој е во Исуса Христа, тој има вечната надеж. Дитрих Бонхофер има прекрасни книги, германски теолог, кој што никако не се сложувал со режимот, а некој може би мисли дека нацизмот беше демократија, бидејќи
гледаме како некој работи воскресналото ново, кој што умире само неколку дена пред Германија да ја подпише капитулацијата. Во гасна комора, чуварот го гледал преку стакленце, кога ќе го пуштиле гасот, тој клекнува на колена, знаел дека смртта веќе настапува и кажал овие зборови: ова е крај, но за мене почеток на животот. Браќа и сестри, ние едноставно ја имаме увереноста во второто Христово доаѓање. Ние не веруваме во некој мртов херој. Гробовите на многу религии, водачите нивни, се полни, само гробот на Исус Христос е празен. И тоа ни дава за право дека тој е нашиот застапник, тој е нашиот првосвештеник по чинот Мелхиседеков, можете да четите во Евреите 4 глава 16 стих. Тој е нашиот застапник, посредник, единствен помеѓу Бога и луѓето. Тоа е Исус Христос, еден и единствен. Тоа е единственото име дадено за спасение. Тоа е единствениот пат. Не важи таа парола, сите пати што водат во Рим. Во Рим може да водат, но не водат до Бог. До Бог води само патот за кој што Исус кажа: јас сум патот. Никој не може да ја каже апсолутно, не ја има и ја поседува апсолутната вистина. Исус е таа апсолутна вистина. Ако го имаш Исус, имаш се. Ако го немаш Исус, губиш се. И мртвите во Христа прво ќе воскреснат, а потоа живите ќе бидат земени и подигнати, грабнати горе. Сега има многу теории околу тоа. Таа теорија за грабнување на црквата. Се повеќе. Тие кои што така толкуват, само да ви кажам дека тој збор во оригиналниот текст не постои. Стои нешто друго. Тој збор е преземен од Вулгата, од 4-тиот према 5-тиот век, кога е преведена Библијата на латински. Септуагинтата постои друг збор таму. И сега тој збор рапто, rapture, за кој што ќе кажат дека црквата ќе биде грабната. Во оригиналниот е харпазо, што значи земен, одведен на брзина, да го одвлечат на сила, да биде пренесен на ново место, да биде спасен од опасност, го грабна од нивната средина. Тоа е значењето на зборот харпазо. Јас имам и цитати за секој од нив, ако некој го интересира, ќе оставам, може да дојде си сликне тука и да не ги кажувам. Бев на една конференција и кога секретарот на Баптистичката црква, Стјепан Орчич, зборувам за нешто пред, изгледа многу сум стар, пред 39 години. Зборува за воскресението на мртвите. Кој ќе воскреснат најпрви во Господа? И он сам дигна рак, вика, јас знам, вика. Сите бевме зачудени. Вика, најпрви ќе воскреснат мртвите во Господа. Вика, тоа се баптистите. Се насмеја човек на негова сметка. Едноставно. Ете, браќа и сестри, ние сме мртви за овој свет, но живи за Исус Христос. И само оној кој го доживеал Исус Христос, неговото срце ќе гори. Мараната ќе викаш: дојди, Господе Исусе Христе. И црквата и невестата викаат: дојди. Замислите откровението, првиот век пишуван од Јован и буквално еден од последните стихови, мислам дека е 20 или 21, вели: и црквата и невестата викаат: дојди, Господе Исусе Христе. Исус, кој ќе дојде, нема да воспостави земно царство. Ако беше така, тој тоа ќе го направеше кога дојде првиот пат. Цар ли си ти? Моето царство не е од оваа земја. Сепак си цар. Да, тој е цар на царевите и господар на господарите. Таков е нашиот Бог. Тој ќе дојде и ќе владее со сила и праведност. И затоа никаков грев нема да има во тоа ново небо и во таа нова земја. Едноставно, ние треба да живееме со таква увереност. Како што Павле вели, што ќе ме одвои од љубовта Божја во Христа Исуса? Ни височини, ни длабочини, ни смрт, ни ангели, ништо! Ништо!
Уверен ли си дека Исус Христос доаѓа? Кој ќе го види? Што кажа ангелите кога Исус на Спасов ден, нели како што вели Вознесението Христово, што кажа ангелите? Луѓе галилејци, што стоите и се чудите? Овој Исус кој што го гледате како се вознесе на небото, ќе дојде тајно. Не. Ќе дојде како што го гледате, како што се и вознесе. Исус не е криминалец. Не може да се плаши ни од СЈО, ни од ОЈО, ни од не знам кој, од ВОЈО. Тој е оној, главниот судија. Тој е оној пред кого секој колено ќе се поклони. Тој е оној кој што секој јазик ќе исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. И затоа е толку важно да знаеш дека Исус е твој спасител. Затоа, браќа, ќе им каже, немојте да жалите за умрените. Немојте. Едноставно, ние имаме жива надеж. Затоа тој им вели, споделувајте таа утеха. Чекајте го неговото доаѓање. Бидете обновени во единството, заедно со него. Тоа значи со жива вера да го чекаш. Да немаш никаков сомнеш, зашто тој доаѓа црква на Исуса Христа. Доаѓа, спремни ли сме? Спремни ли сме? Тоа ќе биде величествен момент да се сретнеш со Господа, да бидеш со Него, да бидеме со тие браќа и сестри кои веќе заминале. Сите имаме некои кои што би сакале да го прегрнеме. И да бидеме таму заедно, повторно. На Наде, Андреева, на Мирча супругата, нејзиниот брат, другиот кој што е во Шведска, тој, кога стана христијанин, работеше со на Стефани Тапкови. Или секој се бајле кога се молевме, Миле секој викше, горе у небото, Бог да ми даде една шупичка. Нешто едноставно, нешто маленко, ама там да видам во Царството Божјо. Не бе, браки, ние сме некогаш лажно скромни. Ке нема шупи во небото. Има такви палати, такви убавини, таков блесок и сјај, што човек не видел, на ум не му дошол, нито сувото слушнал тоа што Бог го припрема за народот свој. Тоа што за луѓето денеска се тепат за тоа, слушнал дека една унца злато било веќе $1,400, а таму улиците ќе се од злато. Асфалт. Замислите колку нема да вреди златото. Ќе видиме еднаш и за секогаш со него. Тоа е таа жива надеж. Ако го имаш живиот Исус Христос, ја имаш и живата надеж. И нека, браќа и сестри, се утешуваме со тие зборови. Смртта не е случај. Таа е состанок. Што велат младите? Еден ден, јас ќе видам на само на дејт. Што и да значи тоа не? Лице в лице ќе застанам со Господа. Не е важно што ќе кажат луѓето денеска, за тебе и за мене. Многу е важно што ќе каже Господ Исус Христос. Добри верни слуго. Во малку си бил верен, влези во радоста. Тоа е она. За тоа треба да молиме. Ако треба да плачеме за оние наши мили и драги, кои што го немат Исус, време е денеска да плачеме. Од еден ден ќе биде многу страшно за сите оние кои што го немаат Исус Христос. Многумина, дури и христијани, често пати мислиме да ми го збедеме на децата се нај-нај. Каква полза ако им дадеме најубави коли, најубави куќи, се нај-нај, извање, а не им го дадеме Исус. Не вреди, верувате. За 4 месеци ќе идам 6 години. Како вчера да бев в средна школа кога учев тука во Скопје. И денеска е за мене, не ми е жената тука, и однесе внукот. 22 март 1983 година. Јас со моите супруга станаме дечко и девојка. Точно на младенци, замислите. Таа за мене беше најдобар поклон, ама таа ми го даде најдобриот поклон. Таа ми сведочи за Исус Христос
и јас станав христијанин. Тоа е најдоброто нешто што можете на некого кого го сакате да му го дадете. Ако му го дадете Исус, вие сте му дали се. Затоа, нека се молиме Христос, живата надеж, да стане реалност во нашата земја. Да не биде религија, да не биде слика или било каков кип. Не. Христос да живее во срцата наши, живата надеж. Амин. Ќе замолам да се стравате и се помолиме. О Господи, Ти благодарам за тоа што и кога ќе дојдат можеби најтешките моменти, ние со смелост и храброст можеме да ги дигнеме нашите глави, како што вели, а ние од радост едва и можевме и да веруваме. Зашто Христос, нашиот Господ, доаѓа. Доаѓа црква. Доаѓа нашиот Спасител и Избавител. Доаѓа младоженецот. Младоженецот по својата невеста. А неговата невеста ќе биде облечена во бело, без ниедна дамка. Затоа што тој ја откупи, тој ја избања преку бањата на новораѓањето. Фала Ти, Господе, што и денеска Ти си жив. Фала Ти затоа што и денеска си со нас преку сите денови до свршетокот на светот. Те молам, благослови го Твојот свет народ. Благослови ја црквата Твоја. Благослови ги сите братски цркви, Господе, тука во овој наш убав град Скопје. Дај едно моќно пробудување, Господе. Дај да мнозина, Господе, Ти знаеш дека молам веќе да видиме илјадници како одат кон домот Твој и како Те слават Тебе, живиот Бог. О, јас Те молам, нека Твоето Евангелие биде најголемата реалност во нашите животи. Зошто ние знаеме во кого веруваме. Ние знаеме дека Ти дојде да го побараш и спасиш она што беше загубено. Ние бевме загубени. Секој еден од нас беше тргнал по својот собствен пат. Но фала Ти кога не повика, што можевме да се одзовеме на Твојот повик. Нека е благословено и прославено името на нашиот Господ Исус Христос.